Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Вечерва овогодинешните евровизиски представници Есма Реджепова и Владко Лозановски ќе запеат на големата сцена во Малме, да ги бранат боите на Македонија и да не представат на најдобар можен начин. Според обложувалниците, македонските представници Есма и Лозано се на средината од табелата. Новинарите прогнозираат 12-то место во втората полуфинална вечер. Евровизиските фанови веруваат дека ќе се најдеме во топ 10 и ќе обезбедиме влез во финалето. Неизвестноста е голема пред вечерашното второ полуфинале. Откако завчера влез не обезбеди ниту една од земјите на поранешна Југославија, Србија, Хрватска, Словенија и Црна Гора. Секакви калкулации се во игра. Според некои познавачи, на овој настан Македонија би требало да биде дел од завршницата на манифестацијата, од причина што не само што има интересни изведувачи и песна, туку и затоа што не треба да се дозволи таков дебакал на поранешните југословенски земји. И Есма и Владко се надеваат на влез во финалето, а македонскиот шеф на евровизиската делегација Љупчо Мирковски предвидува 10-то место за нашите представници, а со тоа и влез во финалето. Заслужено ќе бидеме во финалето не само поради изведувачите, туку имаме и модерна песна. Есма омилена и каде и додиме сите го скандираат нејзиното име, изјавил Мирковски. Во македонскиот тим владее добро расположение. На генералните проби Есма и Владко имале сигурен настап. Останува да видиме дали вечер Македонија ќе биде единствената балканска земја што ќе успее да обезбеди влез во финалето. Славната актерка Анџелина Џоли се подготвува за нова операција. Откако пред известно време ги отстрани двете дојки поради ризик од рак, Џоли сега планира да ги отстрани јајниците. Таа е носител на дефектен ген BRCA1 кој во голема мерка ги зголемува шансите да добие рак на гради или рак на јајници. 37 годишната мајка на 6 деца објаснила дека се одлучила за овој зафат бидејќи докторите и кажале дека имало 87% веројатност таа да добие рак на дојка и 50% веројатност да заболи од рак на јајници. Ризикот за добивање на рак на градите Џоли со отстранувањето на дојките од 87% го намалила на 5%, а сега наред си јајниците. Бидејќи мутацијата на генот осетно го зголемува ризикот од рак на дојките, има улога и во зголемениот ризик за рак на јајниците. Според американските медиуми, Џоли поради оваа мутација има за 50% поголем ризик да добие карцином на јајниците и токму поради тоа размислува да ги отстрани. Сопругот на Анџелина, Бред Пит, изјавил дека незините одлуки се апсолутно херојски и дека дополнително ќе го зближат целото семејство. Најпознатата наследничка на светот Парис Хилтон изјавила дека не сака веќе да биде позната. Парис, која со години правеше се што може за да се најде во центарот на медиумското внимание поради незиниот начин на живот, во последно време се обидува да се повлече од јавноста. Неодамна дури изјавила дека веќе не ја интересира ништо што има врска со славата. Престанав да одам на забави во клубовите и наместо тоа се фокусирав на работата, изјавила Парис, чие богатство се проценува на $1,000,000,000. Поранешната реалити звезда, бунтовна девојка, а во едно време дури и пеачка. Додала дека планира да започне ланец на сопствени хотели ширум светот. Гитарата на легендарните Битълси со која свиреле Џон Ленон и Џорџ Харисон ќе се најде на аукцијска продажба во сабота во Њујорк, а се проценува дека нејзината цена ќе достигне до $300,000, соопшти аукцијската куќа Џулијан. Електричната гитара ќе биде главен предмет за продажба на аукцијата. А нивните очекувања се дека истата ќе се продаде за цена од $200 до $300,000. Ленон во 1967 година ја подарил гитарата на неговиот продуцент од куќата Apple Records. На аукцијата ќе се најдат и сувенири кои му припаѓаат на Елвис Присли, Дейвид Боуи, Майкл Джексон и на бендот Grateful Dead. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.